Нови гости и нова тема спорт под 9 часот во Македонија наутро. Македонија со еден атлетичар учествуваше на светското првенство за младенци во атлетика кое се одржа во Лима, Перу. За жал не со резултат кој го посакуваше тимот поради обнова на стара повреда, но самото учество посебе за млад атлетичар како Владимир е одскочна даска за натамошни успеси. Ке сумираме впечатоци по враќањето во Скопје со всушности последните наши гости ова утро во Македонија наутро. Велам добро утро за селекторот Кристијан Кајчевски и Владимир Битолјано. Добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Кристијан, ајде ќе започнам со вас. Што се случи? Очекувањата беа навистина големи, но во последен момент имаме обнова на стара повреда. Во спортот е непредвидлива секогаш играта. Не можеме да очекуваме вакво нешто, да кажам Марфиев закон. Се случи, ја боревме оваа повреда до минатата година, до оваа година до април. Цела сезона побијаме безпрекорно 9 трки на 100 метра, 6 трки на 200 метра. Балансиравме со мал одмор пред првенството. Тамо стигнавме, се беше во ред. Првиот ден одлично, Владо, брза стаза. Имаме шанса за добар резултат. Вториот ден контролна делница, одлично време, дури изненаден. Третиот ден на тренингот, на некои вежби, кај ќе ја осеќам новата. Владо, манифестираш, викам, психолошки, ништо не е. Следниот ден пак побаравме помош од словенскиот терапевт, која не излезе многу во пресред. Она уште првиот ден кажа, има нешто, како да не е за трка, ние само се погледнавме, како да не е за трка, ние никогаш не сме се повлекли од надпревари од трка. Следниот ден пак отидовме, пак со мал третман, како подобро, не подобро. И последниот ден пред трката, кога отидовме кај неја на консултација, она рече, јас сугестирам да се повлечете. Меѓутоа, тоа не беше опција. Разговаравме со Владимир. Ја му реков, Владо, или ќе ја стиснеш до крај, ќе ја излазиме заедно двајцата, или ќе ја протрчаш, само се заврши трката. И останавме на тоа, малце поразумно изигра, јас сум по камиказа тренер. Таква беше и вашата реакција на Вивер кога комунициравме, да. Бидејќи ни праќавте нели изјави и видеоматеријали и расположението видно се промени, Владимир, во тие денови. Бевте многу позитивни и многу расположени до последниот момент на трката. Дури се забележува во еден видеоматеријал кој што ми го прати Кристијан како нервозно трчате односно се движите по трката пред самата трка додека сите останати надпреварувачи нели се подготвуваат за моментот. Предпоставувам дека не е едноставно во последен момент да се донеса ваква одлука. Па не е едноставно. Пред трката сакав да испробам ложите, да бидам сигурен дали можам воопшто да завршам трката. И имав едноставно болки и тоа е се нормално дел од искуството. За жал се случи на најбитниот надпревар во целата сезона. Ама нема жалење, се случува, се искуство. Добро, тоа е нешто на кое што не можеме да влијаеме, но велат само спортистите знаат како да го поднесат. Можеме ние посветивме повеќе минути сега на почетокот време на ова, меѓутоа најверојатно вие спортистите многу полесно од нас новинарите тоа си го поминувате на терен, бидејќи тоа е дел од целиот процес, од целата работа, може да се случи секој. Како дојде до учеството на ова првенство за младенци? До учеството достигнав со добар резултат на домашен терен. На национален надпревар истрчав 21 секунди и 64 стотинки, што е доволно за да учествувам на светско првенство. И со таков резултат достигнав до светското. Заврши со резултат како што споменавме повторно. Не е нешто што го посакувавте ни вие, ниту пак ние го очекувавме, но тоа не значи дека тука завршува приказната, бидејќи има други бројни надпревари за кои што предпоставувам ќе се подготвувате во периодот кој што следува. Колкав е период потребен сега за да се санира оваа повреда и што е следно на кое што целите? Па ние веќе направивме и снимки. Веќе се консултиравме со доктори, повредата не е сериозна, нема оштетување на мускулот, е некое благо истегнување. Меѓутоа има некој хематом што треба се отстрани. Тоа е до недела 2 и веќе одмав започнуваме со тренинг. Кој тренинг прво ќе биде рехабилитационен, а потоа ќе не внесува во форма. Владимир, ајде малку да те вратиме на почетоците, од каде изборот на атлетика. Колку години имаш сега? Колку години трчаш? Моментално имам 18 години и почнав на 8 година, ако не сум грешка. Желбата за атлетика ми е 10 години веќе. 10 години, така е.
Од мали нозе јас сакав да трчам и да учествувам на секакви спортови каде што има било какво трчање, дали е фудбал, дали е кошарка. И од таму моите приметија дека имам желба кон трчањето и со тоа ме споја со атлетиката во Македонија. Пред атлетиката се одржуваше Олимпијадата и апсолутно еден од најатрактивните спортови во кои се вперени сите очи на публиката и на светската јавност е токму атлетиката и патеките кои треба да се истрчаат. Постои ли некој спортист од оние кои што ги видовме да продефилираа на стадионите во Париз, кој што е можеби инспирација? Јас лично немам инспирација од поголемите спортисти над мене. Од секој спортист зимам одредени ствари што мене ми се свиѓаат и мене ми се допаѓаат и така се оградам карактерот и личноста. Така, значи од повеќе најдобрите особини според тебе. Како се мотивираат младите за атлетика кај нас? Ајде ова прво и до тренерот, какви се условите? Не сакам тука да зборуваме само за Скопје, ајде колку толку за можеби рекреативна атлетика Скопје и нуди некои услови, но генерално државно какви се условите за професионалните атлетичари како што е случајот со Владимир? За да имаме вакви очекувања од нив на големите надпреварувања. Видите, владите во минатото барале секогаш врвен резултат, а не давале никакви услови за тој врвен резултат. Значи инфраструктура за атлетика не постои. Во Македонија имаме некои стадиони со тартан патеки, меѓутоа кои се доминантни во фудбалот. Фудбалот стопанисува, фудбалот кажува. Интересот за атлетика е, да кажам, многу мал, бидејќи се порака до родителите, затоа што родителите гледаат екзистенција од своите деца во спортот и ги пуштат во спортови со топка каде што се прифаќа, каде што се плаќа, каде што може да живеат од тоа. Атлетика не е таков спорт. Меѓутоа, здравието е пред се во атлетика и сега тука е малце судир на интереси. Атлетиката треба да се негува од мали нозе и вас ќе ве прашам како водители, дали сте виделе некој атлетичар со телесен деформитет како што имаат фудбалерите, кошаркарите, ракометарите и другите. Значи тука е пред се здравието. Да ги мотивираме децата е многу тешко. Ова е малце спорт на интроверти. Сам треба да си, сам со себе се бориш, па гледате и со Владимир каков е случајот. Нема друштво, нема социјален аспект. Но притисокот е многу поголем. Притисокот ментално многу треба да си тврд. Во нашиот спорт се тренира многу тешко, а се надпреварува лесно. Ке речете 21 секунда трча и завршува. Каде што со топка утакмиците се потешки, а тренингот е полесен. Како сме со резултатите од друга страна? Што прават овие наши млади луѓе и ги надминуваат ли оние рекорди кои што до пред известно време важеа, а поставени се пред 20 на 25 години, зборувам за македонски рекорди? Па рекордите во последниве 6 години се променети од машките рекорди, бидејќи каде се работи, во кои дисциплини тие рекорди се срушени. Значи, тркачките рекорди, машките рекорди, да кажам, сениорски, па и некои од младинските се 90% надминати. Ни фалат фрлачките дисциплини и техничките дисциплини по некои, бидејќи се нема тренери кои работат во тие дисциплини. И само ради тоа стагнираме. Од друга страна, и еве сега нова влада се надеваме нешто ќе понуди посериозни услови за да направиме посериозен резултат. Кога зборуваме за условите за поддршката, констатираме за крај дека е важна, но верувам ќе се согласите, исто така важни се, верувам, советите кои што ги бара државата од вас, како стручни и компетентни лица. Ве прашуваат ли? Ве прашуваат ли, да, така. Па имаме соработка со федерациите. Сега има нов систем, нова влада ќе наметне. Се надеваме дека ќе биде позитивно кон поединечните спортови, бидејќи во минативе 15 години поединечните спортови се ставени на последна скала. А ако одите уназад во 40 години, ако ги гледаме изборот на спортист на годината, освен некои поединци од фудбалот и од ракометот, се поединечни спортисти. Значи постои заблуда кај нас дека ние сме некоја ракометна држава или фудбалска држава. Ние сме ствари држава на поединечни спортови. И се додека не го сватат тоа луѓето што го водат спортот,
ќе тапкаме во И место. во однос на поддршката забележав на почетокот на разговорот ми кажавте само што се обнови старата повреда, поидовме на консултација кај терапевтот друга репрезентација. Предпоставувам дека кога се оди на вакви големи надпреварувања, дека еден тим треба да е комплетен, дека треба да има физиотерапевт, дека треба да има психолог, дека треба да биде се разбира тренерот тука, но тоа е комплетна приказна, нели? Точно, немаат сите репрезентации. Словенија најдовме балканска земја, ние си помагаме помеѓу себе, бидејќи они се огромна екипа, беа целокупна екипа, босанците како нас и србите има помала екипа и не секогаш сите имаат терапевти. Ние имав истата случка пред 2 години кога нашиот терапевт им помогна и на хрватите и на бевме на европско првенство во Полска и ги згрижи и хрватите и словенците, да. Владимир, како натаму? Кои се идеите, какви се размислувањата и каде би сакал за 10 години од сега, еве да се види си, што си многу млад. Остануваме во спортот или? Остануваме сега дека остануваме во спортот. Одлично, добре. Како ме прашувате тоа? Да. Не, знам, се шегувам, така се насмеа. Но очекуваме успеси, предпоставував така? дека, да. Моментално главната цел ми е во наредните неколку години да станам балкански. Зборував за професија кога прашав остануваме во спортот. На тој момент се фокусирав, а не дали воопшто ќе... Ќе останам во спортот, да. Главната цел ми е во наредните години да станам балкански шампион и да постигнем норма за следната олимпијада. Посакуваме среќа. Ние ќе ги доволно следиме простор. успесите и секако ќе ве поканиме повторно во утринската. Благодариме. Ви благодариме. И здравје Боже за 4 години од сега на олимпијадата, ако успееме да се пласираме. Убави видеа ќе ни праќате, Кристијан, и позитивно расположение, убави резултати се надевам. Посакуваме многу, Владимир, успех, брзо да се опоравиш и се разбира со сите нови успеси, ја знаеме дека ќе ги има, ќе те имаме во Македонија наутро, може така? Договорено. Правиме договор. Благодариме. Благодариме уште еднаш, уште 2 линковски вклучувања.